значи Джейми е невидливото дете. Тоа е синдромот на невидливото дете. Тоа се оние деца кои што ги имаш помеѓу луѓето, а не ги забележуваш. Агресијата која што Джейми ја покажува, всушност е одраз на околните случувања, на околните системи. Доктор Билјана, како си? Искрено изморено, но мирно. А ти? Ја изморено и не сум толку мирен, ама доволно спремен за да го имаме овој разговор. Од сабајле натаму навака, со точак до водно се качев. Браво. Не по своја одлука, туку од што морав. Така што ама добро ми дое. Мислам дека навече кога ќе си легнам поубаво ќе се чувствувам за денот кога ми помина. Добро е кога работите што мораш да ги правиш, ти прават добро за тебе. Да. Иако во моментов можеби не сме свесни за тоа. Фала ти за гостувањето. Денеска ќе зборуваме за една тема која што веќе доста популарна, и серија која што е доста популарна, ама пред да започнеме, сакам да те прашам, како и секој гостин кој што ни доаѓа на подкастот, што за тебе представува ментално здравје? За мене, како Билјана, а не како стручно лице, менталното здравје всушност е еден допир со себе си. Јас сум човек кој што сака да ужива во работите, сака добри разговори, сака луѓе, сака блиски релации, и тоа е оно што го перцепирам од менталното здравје. Значи, да се познаваш себе си, да ги препознаеш собствените чувства, да знаеш да ги чувствуваш, да бидеш спремен да ги живееш и да бидеш автентичен, да знаеш кога ти е доста, но исто така да прифатиш дека не е добро само да биде убаво. Понекогаш ни треба и паѓањето, и да ја најдеш силата да продолжиш после тоа напред. Тоа за мене е ментално здравје. Да. Накратко, еве, пред да навлеземе во самиот разговор за оние што можеби не ве знаат, како изгледа еден ваш ден во професијата која што ја работите? Зависи кој ден. Еве да кажеме, например, денешниот ден е ден кога работам амбуланта и кога доаѓаат деца на преглед и денот започнува сутринско кафе, се разбира, во 6 часот наутро и продолжува со работа со децата кои што имаат психички нарушувања, проблеми, растројства, понекогаш и состојби кои што се трајни. Тече денот, работиме, слушам приказни, најразни приказни, се обидувам колку што можам да им помогнам на децата и во просек дневно помеѓу 10 и 12 пациенти гледам во еден четврток и тоа е тоа. Понекогаш ги оставам на работа, понекогаш ги носам и дома. Приказните кои што ги слушам. Да. Колку е тешко тоа, тој баланс да се направи некојаш кога бидејќи вие имаш увид на такви приказни кои што ние, еве и пред снимање кога зборавме, ние не може ни да ги замислиме. Колку е тешко тие приказни да се остават на работа? Некогаш многу тешко. Искрено, иако тоа ми е професија, во суштина мен ова не ми е професија. Мен ова ми е хоби. И јас мојата професија си ја обожавам, си ја сакам и сум си ја избрала. И уживам кога ја работам. Најсмирена и најрелаксирана сум кога работам со децата на самиот преглед. Меѓутоа, иако ми е работа, многу често голем дел од тие приказни кои што ги слушам не можам да ги оставам. Ги носам и земаат дел од мене. Со текот на годините и времето сум се научила како да се справувам и да не ми влијаат до толку врз моето ментално здравје и мојата благосостојба, но сепак земаат дел. Посебно, например, некои работи кои што се многу тешки, страшни и просто незамисливи за човековиот ум некогаш кој ги гледам и слушам. Да.
една од причините зашто сакавме и да обработиме оваа серија, која што во последниве неколку месеци изгледа сите да зборуваат за истата, нели, серијата е на македонски била Адолесценција, на Netflix, е токму тоа да видиме, окей, што може да се види во самата серија и колку кај нас. Првото прашање што сакам да те прашам тебе е, како ти беше да ја гледаш серијата како некој кој што секојдневно се соочува со млади и со деца на таа некоја возраст? Искрена да бидам, ако не требаше да зборувам за серијата, можеби немаше никогаш да ја гледам. Серијата отсликува еден доста значаен период од човековиот развој, кој што е многу важен, неразбран на некој начин и работите кои што се случуваат, но од моја перспектива и мој аспект да кажам скоро секојдневието кое што го гледам. Едно обично секојдневие, една вообичаена приказна која што ја гледаме, но добро е што се направи оваа серија, за малце тоа дојде како еден шамар некој да ја удри на јавноста, за да се соочи со она што се случува. Мислам, самата серија има и морални, етички дилеми кон целокупното општество, кон нас, кон луѓето и некако добар, да речам, добар ладен туш е оваа серија и можеби тоа е тоа што покрена толку голема фама и толку голема потреба да се зборува за ова и помеѓу професионалната фила, меѓутоа и помеѓу луѓето. Да. Ја мислам, барем за мене дори ја гледав епизодава, едно од првите прашања беше, чека, ова се случува и кај нас. И ова и многу пострашни работи се случуваат кај нас. И токму ради тоа мислам, еве и во истражувањето кој што го правев и пред самата, и пред да го гледам и после гледањето, дали ние сме свесни дали правиме нешто за дел од овие работи кои што се прикажани во самата серија и до кој степен и ние сме дојдени кај нас, без разлика дали ќе гледаме како кај нас денеска да одиш да бидеш дете, 11, 12, 13 годишно дете во училиште. Како е да се биде наставник? Кои се дел од тие... А како е да се биде родител? То и серијата и таму навлегува и ни дава некој приказ. Навидом, нели, Джейми е дете кое што израснало и дома неговите се, па како ова ние се направивме да... Нели, направивме тоа што нашите обратно го направиле со нас, приказна со татко му и... Тука кажа една многу добра реченица, па како ние се направивме. Да, родителите навистина направија се на начин на кој што знаеа да го направат, но дали тоа беше тоа што му требаше на детето Джейми? И тоа се случува многу често. Значи, дали она што го прават родителите, кои што навистина прават се во склоп на своите капацитети кои што ги носат, е она што му треба на едно дете. Да, и тука, како некој кој што е поврзан доста во спортот, имаше не битка меѓу себе, ама сваќање дека едно од можеби првите работи кои што би дале на знаење дека може нешто да се случи со Джейми, тој престанал да црта. И се повлекол како тие родители не ги забележале знаците. Да. Меѓутоа, види сега, ако почнеме зборуваме за родителите. Тоа семејство е едно навидум, функционално, нормално, просечно семејство. Да. Не се сиромашни, не се дисфункционални, нема насилство, нема агресија, но за жал е крајно нефункционално семејство на модерното време. Семејство во кое што не знаат да сакаат. Семејство во кое што не знаат да ги препознаат емоциите, семејство во кое што не знаат да ги искажат емоциите. Имаш еден татко кој што прави навистина се, но онака како што знае, кој што носи, сите членови носат трансгенерацијска траума. Што значи тоа? Значи, татко кој што има трауми, кој што, како што разбравме во
последната епизода беше тоа, дека таткото бил тепан и малтретиран, и кога разговараат мајката и таткото низ тие солзи, мислам дека тогаш беше единствениот пат во 4 епизоди кога ја видов емоцијата на лицето на таткото. Кога плачеше и кога викаше јас направив се. Јас решив уште како дете дека нема да го тепам моето дете. Да, тој навистина го направи тоа. Тој навистина не го тепаше. И не ги тепаше собствените деца. Тој навистина финансиски му обезбеди се. Имаја добри финансиски, добростоечки финансиски работеше. Но тој не беше присутен емотивно за своите деца. Дали на Џејми тоа му беше потребно? Дали Џејми некој го виде, дали некој го слушна, или ја имаше една амбивалентна мајка која што повеќе се грижи за таткото и така балансира и не ја чувствува емоцијата, не ја дава. Имаше едни родители кои што имат емоција, значи типичен симптом на клинички израз на алекситимија. Значи имаш емоција, не знаеш да ја препознеш, не знаеш да ја искажеш, не знаеш да се справиш. Навидом надворешно се е прекрасно, се е идеално. Имаш 2 деца, децата одат на училиште, тие се релативно добро воспитани, добро функционални, добри оценки и наеднаш го имаш ова што се случува. А што се случува со Џејми во училиште? Како тој врви? Дали некогаш тој бил прашан? И имаш период кога Џејми престанува да црта, Џејми се повлекува, Џејми, но и претходно не зборувал, сега уште повеќе не зборува, се затвара во сопствената соба, поминува повеќе време на тие онлайн, како да ги кажам, општества, самалце на македонски societies, значи онлайн societies, каде што тој бидејќи не е вклопен во реалниот живот, не е вклопен во семејството, не добива емоција, не ја добива, тој ја добива љубовта на начин на кој што знаат да ја покажат родителите, но не на начин на кој што му е потребен. Дали бил прашан како е? Ти мене ме праша како сум. Колку пати ние ги прашуваме децата како се? Колку пати ние се прашуваме и дали воопшто се прашуваме како си? И дали себе си ние се прашуваме како си? Како сум јас денес? Има една анегдота како се поздравуваат двајца психијатри. Знаеш? Добар ден, колега. Како сум денес? Добро, колега. А како сум јас? Така понекогаш треба и самите да се прашаме. Да се навратам на серијата. Тука е тоа семејство кое што страда. И за жал тоа е нефункционалноста на денешните семејства, модерни семејства на западниот свет. Не толку ја гледаме, знаете како физичката, секоја траума и секој удар е болка. Но денешно време помалку е присутна таа физичка траума, а ја имаш она отуѓеност. Но отсуството на физичката траума значи присуство на физичка траума кај оние што сега се родители. Значи тие биле жртви на еден таков систем на воспитување. Да се навратиме, минатиот век начинот на воспитување беше ќотекот е излезен од рајот. И тие тргаат од постулатот дека јас никогаш нема да ги одирам моите деца. Но тие родители не знаат што значи емоцијата, не значи што е потребата. И идеме да изградиме еден свет на отуѓеност. Тука допринесува и новото модерното време технологијата. Кога се разговара, онај момент многу често кога децата ќе дојдат, например, на преглед, адолесценти, ќе ми кажат едно од прашањата ми е дали имаш другарчиња. Да, имам многу. И второто прашање ми е, а тие вистински се ги гледаш околу тебе во животот или се во компјутерот? Бидејќи знаете дека имаат другарчиња кои што не ги познаваат и се само онлайн, бидејќи тие не знаат како да комуницираат меѓу себе. И најчесто во училиште, дома се отфрлени. Значи имаш едно дете кое што е отфрлено дома, отфрлено од таткото, ненарочно, ненамерно. Емотивно отфрлено, емотивно запоставено, една мајка која што е индиферентна, амбивалентна, која што не добива никаква топлина, емоција и љубов. Тој добива се. Значи добива, навистина грижа добива, но не емотивно. И
то дете тука отфрлено во училиште, како што можевме да видиме, било жртва на булинг, посебно од како се викаше девојчето жртвата. Кети, а може и да грешам. Кери. Било жртва, било исмејувано, било повторно отфрлено, немало каде, се повлекло, никој не го забележал тоа, ниту наставниците, бидејќи и тие си носат своји образци на однесување, и тие се нечии родители, тие биле некогаш деца, имат своји трансгенерацијски трауми, кога веќе го разгледваме тој модел, и прибегнува кон интернетот, бегството од реалноста, каде што многу лесно потпаѓа на заедници кои што се склони кон радикализација. И клучниот момент кога се случува убиството, кое што тој до последно го негира, дека е направено се до моментот кога на таткото му се јавува на роденденот и му кажува дека јас ке се изразам завиновен. А кога се случи убиството? Кога тој сопствената љубов, дали е тоа љубов, не знаеме, симпатија кон девојката, и ја кажува, и таја му вика: не сум толку очајна за да бидам со тебе. И го имаме крајното отфрлање, кое што на некој начин ја прелива капката кај него и води до агресија. Кој што не е оправдување. И тука јас би го поставила прашањето, каде започнува или завршува личната одговорност, а каде започнува колективниот неуспех. Оти ова е буквално одраз на целокупното современо општество и семејство и функционирање. Да, и мислам дека гледајќи во последно време и повеќе поминува и пред ова, феноменон, ако можеме да наречеме Ендрю Тейт, кој што... Маносферата беше тоа? Да, и каде што мислам дека Сајмон Синек зборува за тоа во некои од неговите подкасти, каде што зборува едно од најголемите проблеми на денешницата, можеби најголем, не се војните, не се, туку се како машките деца израснуваат. Бидејќи не сум професионалец, затоа си тука да ни кажеш од стручно гледиште, ама според мене од тоа што гледам, најголемиот проблем со кој што Џејми се соочува е тоа што е таа машкост и немање на таа машкост или недобивање потврда од дома, од татко му, кој што Џејми црта, ајде да правиме фудбал. Пошто тоа е машко, тоа е што треба сите машки да прават. Па тоа е неразбирање на татко му, немање на емоција, на чувства. Таткото е од минатиот век. Предпоставувам, според годините од минатиот век. Мислам, и јас сум од минатиот век. Звучи смешно интересно, но тоа е реалноста. Во секој случај, таткото така знај. Нема како. Џејми не ја добива валидацијата, не добива она браво да го слушне. И затоа Значи, Џејми е невидливото дете. Тоа е синдромот на невидливото дете. Тоа се оние деца кои што ги имаш помеѓу луѓето, а не ги забележуваш. Агресијата која што Џејми ја покажува, всушност е одраз на околните случувања, на околните системи. Ако го разгледаме ова како системи, систем семејство, имаме систем училиште, систем општество. Џејми е здраво право дете. Родено, без никакви потешкоти, не добивме впечаток, не добивме податок за развојни потешкоти, дете кое што е со типичен развој. Она што се случува на Џејми всушност е огледало на семејните и општествените случувања и проблеми. Ако сакаш да го разбереш едно дете кој што има посебно агресивен проблем, не прашвај што се случува во него, види што се случува околу него. Многу често кога ќе дојдат, значи, деца со такви агресивни импулси, сакам да ти објаснам агресијата која што се појавува, која што не секогаш е крај на толку убиство,
Значи, она што го видовме како децата се однесуваат едно со друго, како децата немаат никаква почит кон авторитетите, изгубена почит, и тука е можеби таа идентификација машкоста, како незнаењето отива еден нов свет. И цело време, знаеш, идеме во една замешана слика од трансгенерацијските трауми, семејството, општеството, машкоста, а сето тоа е со непознавање и незборување за сопствените чувства. Да, и доаѓа во моменти, спомнај ти, моментот кога тој се одлучува или тој го прави, ја убива Кейди, тоа е поради... Тоа било миг, веќе она, кога би рекле се споја жичките. Тргнав почнавме за Андрю Тейт малце во друга насока, ќе се навратам и на тоа, него да си ја довршам мислата околу агресијата. Многу често кога ќе дојде дете со некоја таква агресија, почнува, значи да се случува така во училиште, кон другарчињата, кон некој. И знаеш, многу често има тоа е лошо дете, тоа е таков, и на училиште наставниците одма се вика и ја прати идентификацијата, види сега. Видиш што се случува, значи тоа дете ја секогаш прашувам што сте позади таа агресија. Значи не зборувам за дете кој што има некакви болести, зборувам за дете кој што најнаш почнува да пројавува агресивно, деликветно однесување. Прашањето ми е што има позади. Најчесто таа агресија е слушниме, видиме и гушниме. Тоа е тоа што сака да го каже. Бидејќи повлеквањето, одбегнувањето, отсуството не е забележано. Тоа е дете, она како што реков, е присутно, а невидливо. И никој не го забележал. Во моментот кога почнува да покажува лошо однесување, значи општествено прифатено лошо однесување, тоа дете е забележано. А збораме за дете. Значи, збораме за дете кое што се уште нема развиен префронтален кортекс и кое што има поинаков, развојот на лимбичниот систем не е завршен, има проблеми во контрола на импулсите, има проблеми со нема проблеми, меѓутоа тоа е нормално физиолошка, неврофизиолошка физиолошки развој со донесувањето на одлуки, и тука наеднаш имаш јас сум лош и сум забележан. Јас добивам внимание. Значи, јас, ако бидам лош, ќе го добивам вниманието кое што ми треба и кое што го барам. Сега ово упростено, не дека тоа се случва. На подсвесно ниво имаме таква идентификација. Секој второ, секоја поголема агресија предизвиква повеќе внимание, па макар и негативно внимание. И наеднаш од едни невидливи деца, имаме деца кои што добиваат внимание. И она што го добиват всушност, на еден патолошки механизам ја добиват љубовта која што ја барат. И пак ќе се навратам, не дека татко му не го сака или мајка му не го сака. Начинот на кој што ја покажува љубовта смета дека е. Ако тој однеси дома финанси за да има, да им обезбеди на децата се што им е потребно и што сакаат. За него тоа е љубовта. А не е љубовта да го праша како си или да му речи браво дека цртал. Неговиот начин да проба да се поврзи со синот е да го однеси на фудбал. А дали синот го интересира фудбалот? Не може да не го интересира, машко е. И се навраќаме на Ендрю Тейт. Искрена да бидам, значи сум слушнала за Ендрю Тейт, не сум се заинтересирала да научам повеќе, не знам многу често спомнува на Ендрю Тейт за некои работи, ако ги извадиш од контекст, добри кажува работи, но најчесто се на лош начин обработени. Не сум се заинтересирала повеќе, многу ме интересира дали имаш податоци за Ендрю Тейт, каков бил неговиот однос со родителите и неговиот развој, бидејќи многу мислам дека ќе ми ја потврди додека ми објаснуваше и зборуваше мојата теорија, која што ја направив, кој што, иако ја имаме одамна напуштено, стариот Доварчичко Фројд бил многу во права. За жал не знам многу, бидејќи јас како тебе онлайн, сум цело време, слушам за Ендрю Тейт и понекогаш кога ќе ми излезе некој да сподели од луѓето што ги знам, одбегнувам да навлезам подлабоко во сето тоа. Проверам, ќе пробам да најдам, бидејќи не дека Ендрю Тейт е женомрзец. Има страшно, би се рекло, неандерталски, шовинистички ставови, но одредени моменти од неговите ставови се, да не бидам погрешно разбрана, добри,
Ако ги извадиме од контекстот во кој што тој ги кажува. И тоа е... Бидејќи малце улогите се многу изместени во современото општество и гледаме каде не води тоа. Така да имаме еден момент, ќе се навратам на таа маносферата, кај што она беше 80-20, демек ти не си 80% од девојките се заинтересирани за 20% од мажите, а ти не си во тие 20%. Сега, кој е тој што одлучва кои се тие 20% и како се создаваат тие 20% и дали девојките тука имаат супериорноста за тука незиниот однос малце, а опишана од другарката како прекрасна личност, која што всушност не била толку прекрасна, и тоа го разбираме од еден друг дисфункционален однос. Случајно од дисфункционалниот, паралелно дисфункционален однос на полицаецот со неговиот син, но за разлика од овој дисфункционален однос, тука имаме малце поголема свесност и искрена да бидам простор за подобрување на тој однос. Да, и само да завршам за Ендрю Тейт, и мислам дека причината зашто тоа е популарен е токму тоа што сега го спомна. Ако земеме како цело, да, он кажува работи кои што се точни во одредени контексти. Ама на контекстот во кој што тој ги кажува е многу извртен и има свој наратив. Ама поради тоа што, дете како Джейми ќе слушне нешто отфрлено, дете кое што отфрлено, дете кое што татко му не го перцепира на некој начин, не добива валидација. Мајка му е отсутна. Ја нема тука, ама ја нема емотивно отсутна. Прави се грижи за таткото. Поиќе за таткото е тука, за семејството, го нема тој контакт. На училиште, како што реков, булинг, отфрлено, оди на страницата. И сега имаш, отфрлањето започнува од девојче кое што најверојатно му се допаѓа. Зошто баш тоа девојче му се допаѓа, може да ја направиме паралелата со тоа мајката како се однесува со него. И доаѓа онлайн форум на таа маносфера, каде што дури во еден момент нели имаше таткото кога му приде еден, вие сте тој, јас сум поддржувач доколку ви треба, кажете, ние сме спремни да обезбедиме добар адвокат кој што се отфрлени, моја предпоставка, ауткасти не се деца кои што биле центар на внимание, не се деца кои што биле фраери или главни или, како да кажам, посакувани од мнозинството на девојчиња, кој што не значи дека не се квалитетни, но во денешно време на изместени вредности на системот, малце тука не можат да се вклопат и наеднаш тука почнуваш со таа омраза, со тие оној изразот кој што беше инцел, бидејќи можеби е поприфатливо да се каже дека свесно го избираме целибатот, отколку да прифатиме болката на отфрлањето и одбивањето. Малце ти викам малку измешано и подлабоко и психодинамски стои таа болка на отфрлањето. Отфрлањето всушност се случува од најраното. Тој е отфрлен од оние кои што му се најблиски. Детето, мајката и таткото, поточно мајката, и понатаму како расти таткото. И тука го имаш моментот, не дека свесно, не дека тие се лоши. Начинот на кој што знате таков, не знаат како поинако. И една од работиве, док зборуваме за ова и док се фокусираме на самото семејство како такво, за жал, можеби, би рекол и за жал сигурно од после, иако и до тогаш беа присутни, ама после серијава имам слушнато коментари, не само онлайн, туку и во живо, со луѓе кои што викаат, па гледаш сега денеска деца не се тепаат толку, а гледаш што прават. Можеби треба да се тепаат. Бидејќи сам и на крај вика, татко ми мене ме тепаше, па гледај ме сега, израснав, здрав, прав се ништо, а ние Джейми не го тепавме и гледај што направи. Па тоа е тоа што ви кажам, значи не разбира
не знаеш што е емоција. Татко му го тепаше и тој не му кажа некој дека има тага, има болка, како срамота е да плачеш, маш се. Не е срамота да плачеш. Напротив, кога ќе дојдат, например, тинеџерите и се случува, значи имаш депресија. Са малку ќе скокнам од темата, само паралела. Имаш депресија. Депресијата е болест како и секоја друга. А ако имаш диабет, примаш инсулин и тоа е тоа. И депресијата е болест која што си бара терапија и тоа е тоа. Кога си депресивен, не само, но еден од честите симптоми е тагата и плачењето. И иди машко дете, адолесцент, седнува спроти тебе и сега си почнуваш разговор, гледаш солзи во очите и наеднаш го чувствуваш оној момент кај што се срами да плаче. Ради тоа што машките не плачат. И јас многу често го викам тоа и тоа е мојот став. Напротив, вистинската машкост е да плачеш, да имаш храброст и сила да признеш дека си тажен и да плачеш, да имаш храброст да плачеш. Тоа за мене е машкост. Значи, кога и сега ти имаш дете кое што е растено дека мажите не плачат, кое што ќотекот е излезено од рајот и е казнувано со физичко насилство, кое што ради икс причини зошто тие родители така се однесувале, оти претпоставам така знаеле, така биле тие одгледувани и не знаат како, поинаку, то дете расти, ја чувствува болката. Значи ја чувствува болката, но не знае како поинаку, каде видело то поинаку. Дури, знаете како многу често личноста има тенденција да се враќа на она што му е познато и нормално за него колку и тоа да е лошо. Во смисла болката за него е позната. Не е познато ако тој човек го ставиш, замислете да бил со сопруга која што го прашва како си, која што разговара, која што сака да се гушка, тој апсолутно нема да можел да функционира бидејќи за него тоа е непознат терен и тоа ќе предизвикало на некој начин панични напади бидејќи не му е познато. За него е ново настаната ситуација каде што нема да знае да се снајди, а ваму знае да се снајди. И решава, да, ова мене ме повредваше, ми правеше лошо, инаку сум окей, нема да го прам. И толку. Не го прави и не е ни свесен кај е проблемот, кај изгреши. Меѓутоа, сваќа во одреден момент и пак ќе кажам, тоа е тој кога седат на креветот, таткото и мајката, кога таткото плаче, кога првпат ја доживеав и видов емоцијата кај родителите. Не дека тие ја немат, ја имат, но не се научени да ја покажат. И то семејство функционира така, тука е тоа дисфункционално. Затоа викам, тоа е модерната дисфункционалност. Емоционално отуѓените деца растат во емоционално неписмени од аспект, ниту ги препознават, ниту знаат како да ги искажат и да ги покажат чувствата и станват во такви дисфункционални родители кои што произведуваат невидливи деца. Деца кои што имат се, а уствари немат ништо. И мислам дека и тоа токму тоа е и поентава која што е, ако некој не слуша и не е доволно само да се одлучи да се престане да се прави нешто, да се стајка. И туку треба и како личност, окей, да, моите вака и вака се однесувале, ја веќе нема шанси. Ама што ме требало мене? Ама тој е капацитетот, затоа викам тој е капацитетот. Не е работата да обвинваме, ние само кажаме, затоа викам одговорност. Кај е индивидуалната одговорност, а кај е колективниот неуспех. Кај што е потврлено. Значи, не е да обвинваме. Кога јас, например, ќе им укажам на родителите и ќе речат јас сум крив, стоп. Не збораме за вина. Досега било вака. Значи, нема како да знаеш поинаку, ако некој не ти покажи, не ти кажи како тој татко да знае поинаку. И зашто викам, ќе обвиниме, знаеш кога? Од кога јас ќе ти кажам поинаку, а ти нема да пробаш да го направиш. А ако гледам дека се обидуваш и тие промени не стануваат преко ноќ. Мислам, не зборам јас лично како јас зборам кога некој ти покажува нешто поразлично. Тогаш можеме да обвиниме. Тој татко не знае како. Не знае кај да побара. То дете не знае како. И идеме до моментот, значи тој е отфрлан. И во моментот на крајното отфрлање, кое што се случва, пак ќе повторам, не сум толку очајна за да бидам со тебе, кај него
буквално настанува таква оној крајниот момент кај што агресијата, потиснатата агресија од тоа отфрлање го пробива прагот на контролата и оди. Во тој момент Џејми не убива неа, Кет или Кати, како и да се викаше. Ги убива сите тие кои што го отфрли и повреди. Ја убива мајката, го убива таткото, ги убива наставниците, ги убива сите оние што му се смееле и смејувале. Имаше нешто кога другар му кажа дека преку прозорот, од друга страна, и најчесто така идеме кога жртвата се претвора во насилник. Кога тој ги опишува сопствените другари, со колку лоши изрази се. И на крајот на денот ќе прашаме дали, затоа прашав дали имаш информација интротејт каков бил неговиот развој. Она што лошото го начинот на кој што знаеме да го искажеме. И така да убавајќи ја неа, тој уби сите што го повредиле. А може би делот во себе кој што се претворил во тој насилник. За жал. Додека, уште сме, Переска го спомна односот на полицаецот со синот. И интересно нешто што мене ми остана во сеќавањето кое гледаве на самиот почеток, нели тој зборува на колешка негова дека он не сакал дете. Не сакав да имам дете. И тоа барем, знаеш, тој е свесен. Тоа, за многу луѓе тоа ќе биде како може дете имаш тоа да кажеш, ама уствари дава до знање дека е свесен за ситуацијата која што е и во текот на самата сега не сака и види сега тука што е различното. Тој нема добар однос со синот. Меѓутоа, тој е свесен дека нема добар однос со синот. Бидејќи таткото на Џејми нема појма. Нема појма дека Џејми страда, нема појма дека нема добар однос. Таткото на Џејми мисли дека се е окей, не го тепам син ми, се е окей. Полицаецот знај дека нема добар однос на синот, бидејќи кога доаѓа во училиштето му остава гласова порака да знаеш дека ќе бидам тука, бидејќи е свесен за нивната релација и како беше да не те усрамам, нешто имаше такво да бидиш подготвен. Значи тој свесен е. И детето е свесно. Но таа свесност може да направи промена. Имаме момент кога детето одстрана гледа како татко му буквално изгубен и на некој начин се бламира, се срами, бидејќи не се снаоѓа, нели сите мислат дека со девојкава со Џејми се другари, таа му коментира и нема појма, светот на возрастните нема појма што значат оние кратенки, и затоа викам, децата за жал растат во еден свет, трчајки во модерното време, пак се малце ќе се навратам на темата, трчајки по она што мислиме, дека ни треба нас, и ни треба, и му треба на децата. Во свет со изместени вредности, бидејќи во таков живееме, кај што само надворешноста, формата, материјалното се фаворитизира. Ги забораваме и запоставуваме духовното, емоциите, и забораваме да разговараме, да се прашаме како си и да посветиме внимание да научиме, бидејќи да бидеме искрени, ние што сме од минатиот век, добро, не сум толку стара, не толку знаат повозрастните за технологијата. Не ја разбират. Она што не го разбираме не плаши и не се обидуваме да го прифатиме, а светот оди натаму и ако не се адаптираш, не можеш. Ќе бидеш истребен како значи тоа е адаптацијата, значи не е преживување на најсилниот, туку преживува оној кој што ќе се адаптира, еволуцијата е тоа. И сега не можат да разберат и мислат дека нема потреба да разберат, бидејќи тие се трчат, немат време и на крајот на денот немат време. Премногу се изморени по формата, она што го викам надворешното, по материјата. Не ја гледат суштината и немат време да разговарат. Ако јас не знам, ајдики што значи, појма немам. Мислам, јас знам, бидејќи работам со тинеџери и дури се просто изненадени се тинеџерите како јас нивниот јазик го разбирам. Ја почна така, знаеш, имат потреба да се направат фраери, или кој ќе му, видете, дел од овие работи сите ние сме ги поминали. Јас му викам, добро што си мислите, јас толку се родив на овие години, не се родив толку возрастна, толку стара. И јас еднаш имав 15, 14, 13 години.
И се смеам. За разлика му викам од возрастниве кои што заборавиле, јас уште памтам како е. И ние не прашваме. Значи, ние, како тинеџери, мојата генерација беше многу поразлична од генерацијата на моите родители. Исто како што генерацијата на моите родители беше поразлична како тинеџери, како адолесценти од на нивните родители. И нормално е тинеџерот да биде неразбран од родителите и тинеџерот да крие на некој начин некој работи од родителите, а нормално е родителот да го знае тој и да се прави дека не го гледа и да го на некој начин контролира оддалеку. Ама тука е побегната контролата. Бидејќи не се разговара. Тука веќе го немаме онај дел на емоцијата. Ти треба само да прашаш, и што се случва? Значи, тој нема појма, буквално испаѓа смешен. Децата му се смеат. А откај кезне никој не му кажал, исто како што збораме, како кезнеш ти поинаку да покажеш емоција, ако тебе ти треба телефон, јас ти купам телефон и тоа е мој начин на покажување на мојата, зборам како родител, на мојата љубов кон тебе. А не дека ти треба да те прашам како си, како помина, девојката ти се скара симпатијата, тебе то ти е жал срам ти е да ми го кажеш, не знаеш како да го кажеш. Мислиш дека имаш потреба. Ама имаш потреба, ама не разбираш, прво не знаеш што ти се случва, чувствуваш нешто, ама не знаеш што е тоа. Нешто има тука вака те јади, ама што е тоа? И сега имаме синот прави чекор. Зато викам, татково е свесен и го прифаќа, признава и дава валидација на нивната дистанцираност. Бидејќи му кажува, ќе бидам тука да не се усрамиш. Синот прави чекор му покажува и тоа е доколку би се развивала серијата или да земеме хипотетски, тука ти е баш онај момент кај што имаш простор за многу големо подобрување на релацијата помеѓу еден татко и син, кога синот прави чекор и буквално ја отвара вратата, влези во мојот свет. И шо пре полицаецот? Прво се чуди, го прифаќа она што му го кажува синот и синот добива валидација. Синот се чувствува слушнат. Знаеш како нешто, јас знам нешто што за еден возрастен машки родител, како од минатиот век, како плюс полицаец што стереотипно знаеме што укажува професијата полицаец, како ја доживуваме, прифаќа дека има нешто што не го знае и дека детето знае повеќе од него и то го признава. И му вика фала. Да, и интересното беше што... И тука е моментот, тука е клучниот момент. Тоа никогаш не би се случило тој ако не беше совесен за каква им е релацијата, ако не ја пратеше. Полицаецот. Ама затоа реков, тој е свесен, тој многу добро знае. И е свесен и го прифаќа. Види, понекогаш ние ги знаеме работите, но не ги прифаќаме и не си ги признаваме, бидејќи тоа носи негативни чувства за нас самите. Болка, одреден вид на болка. И многу е полесно да маргинализираш и игнорираш и да не признаеш. Оти ако признаеш и прифатиш, го чувствуваш. Тој го прифаќа, признава и прифаќа. Затоа е тој момент кога се отвора вратата, синот го препрвиот чекор, бидејќи двајцата остават простор, за разлика што го нема во случајот на Џејми. Кај што немаш ни свесност, Џејми не знае да ги препознае. Клинички недостаток на препознавање на чувства. Не знае да ги искаже. Не знае што чувствува, не знае да ги именува. Нема како. И од другата страна го имаме пак тоа што зборавме на почеток, сите деца се вакви, ништо ние не можевме да направиме или ние не го тепаме, види каков излезе, нас не тепа, супер изгледавме. И знаеш, и двете страни нема таа конекција. Не може како да се помогне на едната и на другата. Уствари, на страната кај што е Џејми. Сакав, бидејќи имаш искуство со и сега го начнавме малце тој онлайн булинг и тоа врсничко насилство кое што се случува онлайн. Тоа е страшно. Според мене, и пак од само тоа што голем дел од моето израснување беше онлайн, а и истражување кој што имам правено и дојдов до некој заклучок дека уствари онлайн булингот е многу полош од некој да те залепи со некој шамар. Да. Бидејќи ти можеш, од тоа можеш да излезеш. Онлайн е за секојаш таму. Не баш така.
има еден друг аспект. Види, булинг од секогаш постоел. Да. Не се викало булинг, не сме го именувале како булинг. Да. Меѓутоа, од секогаш постоел. Која е разликата сега малце и со онлайнот? Кога имаш булинг во реалниот свет, во физичкиот зборам, и ова е реален, ама е малце онлайн, на училиште, пример, те отфрлат, ти се смејуват, ама ти и 2-3 другари, ќе го видат тоа, многу полесно ќе го надмениш и пребродиш. Го имаш онлайн булингот, кај што во тие групи, кај што се сите ученици, сите училишта се случват и сите го гледат. И сите знат. Од тоа нема како да побегнеш. И немаш, ти треба многу сила да го надминиш. Едно е да те отфрли еден двајца, едно е да те отфрлат сите. И пак идиме и на крајот на денот и најголемите булис всушност се жртви на нешто што се случува. Но булингот сега кој што се случува онлайн е толку суптилен. И она како што кажа, например, девојката му вршеше булинг на Джейми. Онлайн булинг. Тој возрастните не го препознават, а некој кој што не ги разбира правилата на групата peers, значи на врсниците, на врсничката група, нема како да разбере дека се случва булинг. И тоа е што е многу пострашно. Затворен е, тој онлайн булинг на некој начин е затворен за светот на возрастните. Тој е во интерни, тие интерни групи многу ретко пробива и некогаш многу доцна се дознава. И кога ќе пробие, ќе биде на ваков начин кој што сякаш што полицајци гледаат. Па овие, значи, она не го мразела Джейми. Да, има коментари, му лајк. Види колку срциња има на коментарот таа што му го напишала. А уствари тоа е коментар кој што е со негативна содржина, кој што е навредувачки за Джейми и колку други деца го поддржуваат тој навредувачки коментар, кој што кажува колку други деца го исмејуваат Джейми, а никој од надвор не го гледа тоа. Не може да види тоа. Да. Како може да се пак спомнати преска, нели, таа колективна свест и колективно сме сите дел од сево ова. Како може барем, и се надевам дека и серијата има поттикнато и разговори со тоа, ама што е нешто конкретно што може да се направи од страна на родители, од страна на повозрастни, од страна на луѓе кои што имаат некаков авторитет за да направат нешто да биде подобро, да не се случи истото? Прво нешто, да се разговара. И се почнува од дома. Додека стигнеме до авторитетот, почнуваме од дома, од семејството. Значи, она кое што е да се разговара. Прашањето многу добро. Како името на подкастот? Како си? Како си? Што прави, што ти треба? Првиот пат ќе биде тешко. Меѓутоа, кога се разговара, да се разговара и да се слуша. Што мене ми кажува? Ти, што ми кажуваш мене? Сега кога зборуваме, што сакаш да ми кажеш? Најосновниот чекор, да кажам, најлесниот чекор е да разговараме и да се слушнеме. Ама тоа да го почнеме од домот. А за да го почнеме од домот, прво треба себе си да се прашаме и да бидеме спремни искрено да си одговориме. Не сум окей. Јас ти кажам, изморена сум. Навистина сум многу изморена, ама сум и многу смирена. Не сум вознемирена, не сум лута, смирена сум. Ама сум многу изморена. А можев да ти кажам, супер, среќна. Времето е надвор. Сега може би стана убаво, утрово беше многу лошо и ладно, така да имаше некои шеги, зашто се вика мај, it may rain, it may snow, it may be sunny, it may be, така да, ама да признаеме како сме и да можеме да прашаме и да признаеме дека не е срамота да имаш чувства. Апсолутно не е срамота. Океј е да имаш чувства. Да, океј да бидеш тажен и супер е да бидеш весел. Но, ако немаме ноќ, нема да имаме ден, односно нема да знаеме што е ден. Ако немаме црно, нема да го препознаеме белото. И првиот чекор е да разговараме.
Да разговараме дома, да разговараме на работа, на училиште, посебно со децата. Значи, само да разговараме, бидејќи и со нас возрастните никој не разговара најверојатно и ние не знаеме да разговараме, односно да ги прашаме наједноставното прашање: како си? Многу ретко, например, искрено ми се случило во работата, например, кога бев дежурна, имав многу работа и изгледав уморно. Навистина ми се читаше уморот на лицето и иди во ургентна амбуланта, дете на контрола, кое што си го водам, ама малечко, помалечко дете, 6 години, и тета, кај си тета Биле, или јас со моите магични моки, и ми вика и вака, и само иди: тета Биле, а ти како си? И сега вака му кажам: знаеш дека денес никој ме нема прашано како сум? Фала ти што ме праша. И како си? Добра си? Мислам, понекогаш и то се случува. Само да се прашаме, да се слушнеме и да споделваме. Бидејќи премногу се отуѓивме. Сите ние. Значи, она што го викам колективната одговорност и колективниот неуспех. Може би јас не го правам тоа, но јас сум дел од ова функционирање. На некој начин, може би функционирам поинаку, но сепак на некој начин го поддржувам и функционирам во ова. А ако имам, јас многу сакам една изрека, биди промената која што сакаш да ја видиш во светот. Значи, почнуваме прво од себе, па во нашите домови, па продолжва то понатаму. И има уште една приказна на некој начин, pay it forward се вика на англиски. Направи денес 3 добри работи за 3 непознати луѓе и дај му задачи и тие да го направат истото. Тоа е нешто што може да го смениме. И пак почнуваме со разговорот и освестување и навраќање кон важните работи, кон емоцијата, кон духовното, што не значи дека не е потребен еден баланс. Значи, потребно е се во животот. Но еден баланс и наоѓање малку време, бидејќи гледаме дека обезбедувањето на се, всушност, носи губење на се. Само што е поважно. Реално, што на кого му е поважно. Да не биде премногу доцна, да станеме свесни дека всушност сме имале она што не било најважно, сме трчале по нешто што сме мислеле дека ни треба. Така да, во глобала, пораката е таа. Разговарај. Сега, гледам на сат, снимаме веќе 50 на минути, но сакам да те прашам, бидејќи многу е лесно да се покрене некоја лавина или некоја мислење дека ќе иди сама барала поради тоа што нели го направила тоа што го направила кон Џейми. Колку е важно, например, и го спомна и ти преска тоа вина, кај што ваква ситуација како може, например, или како мислиш ќе ли сама барала? Тоа е исто како да речеш таа носеше краток фустан и бараше да биде силована. Значи, апсолутно не како сама барала. И Кели, ние не знаеме ништо за незината приказна. И Кели сум сигурна, скоро 100% сигурна и убедена, дека има свој развој и доаѓа од собствено емоционално дисфункционално семејство. Бидејќи за да дете се однесува така на таа возраст, сигурно страда. И начинот на кој што знај, некогаш начинот на кој што се однесуваме е единствениот начин што ни е познат. Не знаеме како поинако. Незината другарка ја опишува како прекрасна личност. А од друга страна, значи тука може да има многу можи околу Кели, но во ниеден момент никој не носи вина. Кели го испровоцира. Јас реков, јас можам да го разберам Џейми, но не го оправдувам во ниеден момент. Неговото однесување. Зато викам, не може Кели сама да си го бара. Исто е, ја правам паралелата. Некоја девојка која што носи кратко и покажува
голем дел од своето тело, да кажеш дека доколку биде нападната, како што се случува во таа маносфера и во помеѓу следбениците на Ендрю Тейт и тоа шовинистички начин, дека сама си го барала. Така да никој не си го бара сам. Да. Тука е начинот, не е добро, не дека го оправдуваме низиното однесување, но начинот на кој што таа е казнета за сопственото однесување апсолутно брутален, бизарен и недозволлив. Сега за крај, бидејќи работиш со деца, работиш и на некој начин, ако ја земеме третата епизода, која што е доста зборувана и за и ти си сигурно била во таква ситуација да бидеш во тие од таа соба, тој разговор со дете кој психологот. Според тебе, што мислиш за начинот на кој што психологот го водеше целиот разговор со Џејми во третата епизода? Многу добро изиграно. Значи, точно ги препозна, откри слабите точки и она што го направи беше да видиме вистинската слика, вистинскиот лик. Шо е она што не го гледаме? И Џејми имаше фасада која што беше многу добра. Надворешно, исто како и семејството, изгледаше совршено. На психологот изеде многу сила, бидејќи таа беше доста вознемирена. И сигурно не е било, мислам, збораме хипотетски кога би била реална ситуација, значи сум била во слични ситуации кога идеш во такви моменти. Искрено, јас многу знај да се случи тенденциозно да извадам емоција, за да ја видам таа емоција, кога викам да го скршам оклопот. Оти мене не доаѓаш кај мене со оклоп, да видам колку просто се е прекрасно функционира, ние сме совршени. Зад тој оклоп е она што е. Многу добро ја изваде емоцијата и ја изваде агресијата. Но и одма го имаш моментот на контрола. Кога не, извинете, не. Однесувањето на Џејми. Кога бидејќи тој цело време се трудеше да контролира, но во одредени моменти, кога под напливот на силен афект, значи на силна емоција, ја губеше контролата, излегуваше, таа агресијата ја пробиваше границата и кога ќе се испразнеше афектот, се враќаше во контролата. Психологот искрено добро ја водеше таа терапија за да го види и постигне она што и требаше. Пошто не е работата, пак ќе кажам, ние сакаме да го видиме она што стои зад позадината. Таа беше на некој начин правеше проценка, реално не беше психотерапевска сеанса, беше како што разбрав, таа беше клинички судски психолог за проценка, ангажирана од одбраната на Џејми. Меѓутоа и тоа е тешко за професионалците да си во таква релација, во таков момент со клиент или пациент. Да. За крај, дали има нешто кое што можеби не го спомнавме, не започнавме, бидејќи верувам дека не можеме уште саат два да поминеме. Сигурно. Влегувајќи подлабоко во многу од овие работи за кои што и самата серија ги опфаќа и ние сега се надоврзувавме на тоа. Дали има нешто кое што за крај би можеле да го сумираме на разговорот? Па бидејќи спонтано беше, без некој концепт разговорот, ќе се навратам на она што го кажа како порака. Јас само тоа би го кажала, да почнеме да се прашуваме како сме и да се слушаме што одговараме. И да, не е срамота да плачеш, плачат и машките, плачат и женските, и машките се тажни, и женските се тажни, и баш е силно да имаш храброст да покажеш емоција. И еден апел да речам до родителите да разговараат со сопствените деца и да разговараат меѓу себе и да се слушаат кога разговараат, бидејќи најчесто нас претпоставките не убиваат. Не мислам толку. И мислам дека опфативме се. Да. Скокајќи од дел на дел, од тема на тема, мислам дека ја покривме суштината на серијата. Да.
која што искрено еден шамар, како што кажав и на почеток, морален шамар вредносен шамар за целото општество. Мислам, целокупното општество. Бидејќи не е добро она што го видов.